Едно самоубиство во Битола на најлудата ноќ. Лицето е родено 59-та година, потврди од полицијата и од службата за итна медицина. Информираат и за несреќен случај. Момче родено од 2000-та година паднало во Драгород во близина на Ленскиот мост. Од противпожарната единица во Битола информираат дека интервенирале околу 22 часот и 15 минути при вадењето на лицето кое се здобило со повреди и било пренесено во клиничката болница, од каде потврдија дека е во стабилна состојба. Имено итната помош интервенирала 20 пати на терен во рок од 24 часа. Извршиле 45 амбулантски прегледи и оценија дека најлудата ноќ поминала релативно мирно, со сличен став и од клиничка болница. Према минатите години, една од помирните, вкупно бе 11 души на период, кои 2 родилки, едната породена, за жал едно семејство насин и 8 интоксикација од алкохол. Спрема другите години намален број. Градоначалникот Талески со резиме на синоќешната прослава на плоштадот Магнолија. Тоа беше навистина фасцинација, толку убава енергија, толку топлина во таа студена вечер, одамна не сум видел. Мислам дека тој ентузијазам и таа надеж која што ја видовме сношти, се надевам дека ќе вроди со плод во позитивна енергија во 2016 година, така што мислам дека убаво ја почнавме, здрави живот, да бидеме паметни и 2016 година да се посветиме на вистинските вредности, на вистинските човечки, себени вредности. Мислам дека видовме и треба сите да извлечеме поука, што значи кога од една фикција, од една шпекулација и каква криза таа фикција може да направи во една земја. Значи, од една фиктивна криза се направи реална, максимална криза во земјата и последиците од таа криза сите ги трпиме. И тоа се одрази на сите страни. Па дури, дозволете ми на мојата субјективност, мислам дека и тоа е дел од бројката на новороденчиња во оваа ноќ. Пожарната имала само уште една интервенција техничка, односно го обезбедувала плоштадот Магнолија. Пожари немало.